Дали македонскиот здравствен систем плаќа преголема цена поради неадекватното справување со коронавирусот? Бројот на заболени здравствени работници од COVID-19 непрекинато расте, а според извештаите на Институтот за јавно здравје, во моментов се активни дури 50. Денеска за прв пат е евидентиран позитивен случај и во гинеколошката акушерска болница Чаир. Сестри и техничар се заразени и на гинеколошката акушерска клиника, додека најалармантно е во градската општа болница 8 септември, каде има 11 позитивни на корона, а 14 лица се во самоизолација. Додека пак позитивниот случај од Дебар кој првично бил на клиниката за неврологија, однесе 11 доктори, болничари и сестри во самоизолација. Додека здравствениот систем полека се рони, дока се големиот број на медицински персонал кој што е во самоизолација. Иако Алфа побара, точната бројка од Институтот за јавно здравје не ја добивме, со нелогично објаснување дека тоа не е во нивна надлежност. Рекордните бројки незаболени изминатите денови експресно ги исполнува ковид болниците. Инфективната клиника во Скопје на располагање има уште 57 кревети. Таму во моментов се хоспитализирани 53. По исполнување на капацитетите, кој се очекува за брзо да се случи, резервен план повторно е да се постави полската болница која располага со 72 легла, а која неодамна беше размонтирана без некоја посебна причина. Во болницата 8 септември во моментов хоспитализирани се 38 пациенти. Значи, за жал бројката се зголемува. Воколку има наполнето 4 оддели со пациенти, воколку има потреба за уште повеќе, онда ние ќе ги отвориме и другите оддели кои што имаме еден дел, да кажеме, за негативни пациенти. И Штипското инфективно е на работ на исполнување на капацитетите. Таму моментално се хоспитализирани 23 пациенти, а преостануваат уште 12 легла. Доколку се јави потреба, тоа не би го посекал, меѓутоа не мора да бидеме спремни. Нервниот оддел за нервни болести во нашата болница, кој што е, знаете, во иста зграда со инфективниот оддел, ќе биде евакуиран на друго место и нивните дополнителни 15-16 кревети ќе бидат ставени во функција на прием на пациенти. Во Битолската болница се хоспитализирани 11 пациенти. На инфективните оделенија во Охрид, Велес, Куманово и Прилеп се хоспитализирани 31 пациент, позитивни и сомнителни на COVID-19.